прекрасен контекст или едни прекрасни Аллахови зборови, кои што на самиот почеток Аллах субхану ва таала е споменал прекрасноста и новината на самото духа. Но само сакам да кажам дека како што на самиот почеток реков وَمَا يَقَعَ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ بِغَيْرِ الْأَسْبَابِ не се случува во оваа земја ништо без себе. Почитувани браќа, целостните 30 џуза, целостниот лек кој што го споменал нашиот почитуван шејх Ал-Илаџ وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Овој прекрасен лек кој се составува од тие 30 така наречени џуза. Овој прекрасен Коран. Субханаллах. Почитувани браќа, целокупно дошол со себе. Значи не постои контекст, ајет, кој што пред да се спушти таа објава, кој што пред да се објави тој хак, хада рахме, ва хада лхуб, ва хада наср, не постои, а да не се случувало себе пред тоа. Да го кажеме себепот на оваа прекрасна сура Ад-Духа. Ад-Духа. Себепот. Зошто Аллах субханаху ва таала во тој момент објавува едни прекрасни зборови, прекрасен контекст. Ибадаллах, во тој момент кога нашиот миленик саллаллаху алейхи ва саллам, алейхи салату афдалу салам, се наоѓава на најтешка ситуација, се наоѓава на најтешка хала, кога умира неговата чесна и нашата мајка, и мајката на овој уммет, радијаллаху та'ала анху, кога во тој момент умира оној кој што бил со него, оној кој што го чувал, оној кој што тој највише го сакал, и тој заминал од неговиот живот. Кога тој доаѓа во ситуација кога тие мушрици, тие неверници, тие ќафири, почитувани браќа, кога тогаш во тој момент се појачува или појакнува или се зголемува неговата криза или односите меѓу тие луѓе, кога во тој момент управо кој што го спомнал шејхот, луѓето рекле за него дека тој е виновникот кој што ги раскинал односите помеѓу неговите фамилиарни врски, како што се деца, мажи, татковси, така натаму. Почитувани браќа, ова е најтешкиот момент на нашиот Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Ова е најтешката ситуација кој одредена група на сахаби таа година рекле дека оваа година ќе ја наречеме ал-ам ал-хузн, годината на тагата на нашиот Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Почитувани браќа, кога знаеме хадисот саллаллаху алейхи ва саллам фи сахихајн, кога Мухаммед влегува во својата соба и Џибраил алейхи салам неколку денови не му доаѓа, не му ја спушта објавата во таа најтешка негова ситуација која се наоѓа нашиот миленик саллаллаху алейхи ва саллам. Тогаш во исти момент влегува една стара жена, една стара мушричка, која не верувала во овој прекрасен дин, во иман. И од тогаш понатаму го кажува: "Ја Мухаммед, ма'тика шејтанек." Кажува оваа мушричка: "Ја Мухаммеде, зар вечерва не ти дошол твојот шејтан?" Се мисли на Џибраил алейхи салам. Тогаш го почувствува големиот хузн нашиот Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, додека седи на едно дрво, тажен, кој што неговата тага го погодило неговото срце, кризата на кој што се наоѓал. Во еден момент му доаѓа Џибраил алейхи салам, му кажува: "Ја Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам." Тогаш ја објавува Аллах аззе ва џеле ова прекрасна сура кој сакам да ги радувам сите овие браќа, кој сакам да ги радувам сите овие следбеници негови саллаллаху алейхи ва саллам, кој во овој момент, во овој прекрасен период сакам да ги радувам сите оние кои што ќе го следат нашиот
и Аллаховиот миленик саллаллаху алейхи ва селем, почитувани браќа, тогаш после некој извесен период, меѓу тоа најголема криза, меѓу најголемите потешкоти доаѓа Џибраил алейхи селем. Вад-духа вал-лейла иза саджа ма вадa'ка раббука ва ма қала. Тогаш сака Аллах азза ва џелле да му кажува на Мухаммед алейхи селам дека не го заборавил, дека тогаш е единствен Аллах азза ва џелле кој се колнува во своето прекрасно утро, ад-духа, во својата прекрасна ноќ која што ни ја створил како постела. Овие две разлики, овие две различни створења од страната на нашиот узвишен, кој што денот ни го давал да се обскрбиме, а ноќта ни ја давал да одмараме како постела. Почитувани браќа, во тој момент Аллах азза ва џелле дава се заколнува во овие две прекрасни работи дека не го заборавал Мухаммед, како што зборувала ова мушричка. Ја Мухаммед, кај ти е шејтанот те заборавил, не ти доаѓа више. Почитувани браќа, на секого ќе му доаѓа ова победа. Оној кој што сака да му доаѓа ова победа, оној кој што се сака да се приклучи на ова победа, оној кој што сака, почитувани браќа, ќе се приклучи, оној кој што саллаллаху алейхи ва селем ќе му се приклучи на нашиот миленик алейхи салату селам, не на нашиот шејх или на нашиот оџа или на нашиот фулан, не, почитувани браќа, него тој што вистински со срце, почитувани браќа, ние знаеме дека сите копнеме и сите сакаме да му изразиме чувство и љубов на нашиот Мухаммед алейхи салату селам. Почитувани браќа, вистинската љубов негова саллаллаху алейхи ва селем не во нашите солзи кои некогаш течат од нашите очи. Почитувани браќа, вистинската љубов е тоа што ние ќе го следиме бил хақq иттибаа, со она вистинско следење субханаху ва таала саллаллаху алейхи ва селем. أقول قولي هذا يستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا جميعا خيرا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الخلق المبارك على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جمعنا على حب الله عز وجل، على الحق من الحقوق الله عز وجل، أن يجمعنا في الدار ومقام أعلى في الآخرة مع سيد الدعاء المرسلين في الجنات النعيم صلى الله عليه وسلم. عباد الله, ако нешто слушнавте, иншалла како што слушнав и ја, значи од моја страна, кој што го слушнавме овој шејх, почитуван наш брат, во оваа прекрасна халка, ако нешто сте слушнале, почитувани браќа, почитуван муслиман, почитуван джемат муслиман, ако нешто сте слушнале добро, бидете сигурни дека тоа добро било од нашиот узвишен Аллах азза ва џелле и од нашиот и негов миленик саллаллаху алейхи ва селем. Ако во секој случај сте слушнале некој дел или збор кој што е невалиден и кој што е грешен, тоа било од нас и од шејтан. Затоа ова крај, ова вечерашна халка, иншалlah, бараме опрост да Аллах субханаху ва таала ги опрости нашите гревови. Аллах субханаху ва таала да го прифати ова во денот на мизан, иншалlah. Ова прекрасен настан, Аллах субханаху ва таала да ве награди комплетно. Нема да ја завршам ова халка, а да не го кажам прекрасниот хадис кој што вечерва ни е потребен за сите нас, почитувани браќа. Кој што ние го знаевме хадисот, па сакавме да го следиме хадисот. Почитувани браќа, во еден прекрасен хадис кажува нашиот посланик алейхи салату вассалам, кога седи меѓу сахаби и им зборува на сахабите, на неговите другари, дека во дженнетот ќе има едно прекрасно место, едно посебно место. Почитувани браќа, обрнете пажна, бидете внимателни на овие прекрасни зборови
Muhammedovi, alejhi salam,